На околу 1000 метри надморска височина, сокриени во падините на Плачковица, се наоѓаат 8 села. Живеат околу 400 жители. За разлика од градовите каде што владее корона паниката, овде царува мир и спокој. Верувајте, маски и ракавици не ви се потребни. Овде нема корона. За вирусот слушаме само од телевизија. Со овие зборови не дочекаа жителите на Калузлија, првото село на кое не идовме веднаш штом почнавме да го искачуваме планинскиот пат до Плачковица. Гледајки не со недоверба, прво што не прашаа беше дали во семејството имаме заболени од вирусот. Откако одговоривме дека немаме, нашите соговорници се расприкажаа. Иако далеку од градот, вирусот го променил животот и во овој крај. Одат помладите, одат со кола, зимат, пазаруват по градо и доаѓаат си. Чи правите списоци, така ли? На кој што му треба и давате пари. Така. Сино помлад, он оде со колата, зима што треба по дома. Донесува. За прв пат за Рамазан џамијата ќе биде затворена. За разлика во градот, овде децата уживаат во принудното затварање на училиштата. Слободните денови ги поминуваат трчејки по широките ливади. Сепак, тоа не значи дека треба да се запостават училишните задачи. Глед домашна учителка Јани, телефонна. И како? Телефонски ли се слушат со наставничката? Телефонски. Има уредме. Интернет, лаптоп, компјутер имате ли? Интернет има, ама компјутер не. Телефонна. Нашето патешествие продолжува кон соседното село Јунузлија. И овде живеат јуроци кои одвај говорат македонски. Ракавици и маски носат помладите, но не ни селото, туку само кога се приморани да одат во градот. Шубесите. Така. Кој знаеш кој има корона или нели? Нели така? И во селото Кепеклија, каде живеат само 7 мина, немаат време за корона паника. Секојдневните обврски околу стоката и земјоделието не им дозволуваат да се занимаваат со дневните статистики. Ниту знаат колку се заболени, ниту пак колку починале. Како се живее во село каде што има само 2 куќи? Па шо знам, малку е тешко, ама нема шо да се прави. Што правите најчесто? Па повише сме по стоката, по тутуна работеме. Жителите на подплачковичките села се убедени дека местоположбата е нивната природна заштита. Веруваат дека единствен лек за пандемијата е чистиот воздух, здравата храна, но и секојдневното работење на нива.